Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Се запали поранешната фабрика Прогрес во индустрискиот дел на Битола. Ќе се носи урбанистички план за Петиле. Разбуди се со едно поинакво кафе. Утре започнува Битфест. Голем пожар ја пеплоса поранешната фабрика Прогрес денеска Виго 48, собственост на скопската фирма КАМ. Според вработените, пожарот се појавил во еден оджак и брзо се проширил. Повикале пожарна која интервенирала, а се стравувало од поголема катастрофа заради плинските боци кои се користат во производството. Движењето полицијата го ограничи. Од полиција велат дека нема евакуација на околното население, само има ограничени движење со цел пожарната да може непречено да работи. Цело изгледа. Да не идем? Десна страна таму. Тоа. Се запали фабриката Виго поранешна Прогрес. Неофицијално пожарот избил во 14 часот во оджак и додека пристигнат екипите на противпожарната територијална единица од Битола, огнените јазици ја зафатија цела фабрика. Зоран Јанкуловски, јас сум иначе вработен овде во фабриката. Значи пожарот избувна околу 14 часот. Ние бевме баш тогаш на смена. Избив оджакот во горниот дел на конструкцијата, навремено се јавивме на пожарна, дојдоа, меѓутоа не интервенираа точно. Му рековме да пратат 3-4 камиони, пратија еден, па уште еден, не го локализираа навреме. Неколку пати интервениравме од кај да почнат да гаснат. И тие викаа дека си ја знаат работата и еве што направа, мислам, понатаму. Така од вработените имаше нека смена, така или? Имаше, да, бевне, навреме се евакуираа, значи сите вработени. Нема повредени? Нема повредени, значи пожарот беше минимален, не се интервенираше навремено. Камионите беа стари. И ако може да се направи со миксерите, ниту пуштија, значи нормално како што треба, вода прска онака така. Изби натаму пожарот, се зафати цела фабрика. До 16 часот, додека беше екипата на терен на Тера, пожарот го локализираа 4 противпожарни возила. Поради безбедносни причини, полицијата не ги пушташе возилата и минувачите да бидат во близина на фабриката Виго. Заради одредени информации дека опасност представувале плински боци, ограничено беше движењето, а и некои шпекулираа дека доколку опасноста се зголеми, ќе направат евакуација. Екипите на противпожарната територијална единица на Битола се обидуваа да го изгаснат пожарот, но тие најмногу се сконцентрирани да ја отстранат опасноста од експлозија на плинската боца, која би нанела огромни штети. Пламените јазици буквално го голтнаа таванскиот дел од фабриката, а постои голема опасност покрај машините целосно да изгоре и комплетното производство на готови кондиторски производи. Инаку компанијата Виго е собственост на КАМ од Скопје. Baš che cosa faccio lì? Dai la che tu carato con me. Da bella menina, colite. Avevo della cosa da strana, Ništa ne napravi. Sulfatom tipa ne može napraviti. Malo se sa fabrika. Ništa da staviti.
Битолската противпожарна единица минатата година имала 468 интервенции, за разлика од 2012 кога имале 522 интервенции. Извештајот за работата ќе се разгледува на седница на Совет. Маја Богоевска. На седницата на Советот на општина Битола, која ќе се одржи во вторник на 1 јули, меѓу точките на дневен ред е извештајот за работата на територијалната противпожарна единица Битола за минатата година. Единицата во претходната 2013 година имаше вкупно 468 интервенции, од кои во општина Битола 379, во општина Могила 51 интервенција и општина Новаци 38 интервенции. Колку за споредба, во 2012 година имаа вкупно 522 интервенции. Од интервенциите минатата година 151 била на објекти, 200 на отворени простори, 24 на сообраќајни средства, а 93 во категоријата останато. Кога се работи за начинот на предизвикување, 200 се со намера, 175 од невнимание. Како најчеста причина за пожарите е отворен пламен, ложишта огништа 124, електрични проводници 24, електрични уреди и апарати 7 и 16 неутврдени причини. Најчести се пожарите во стамбени згради и плевни, кога се работи за пожар во објекти, додека на отворено најчести се пожарите во пасиштата и депониите. Минатата година изгореле 327 хектари пасишта, додека во 2012 година изгореле 11.000 хектари пасишта. Минатата година се регистрирани пожари на 22 патнички возила и на 2 работни машини. Според извештајот, најчесто пожарите избувнуваат од 14 до 20 часот. Во областа на техничките интервенции за минатата година, Битолската противпожарна единица имала 14 интервенции на сообраќајни несреќи, 34 испомпувања вода од поплавени простории, 4 отворања на заклучени објекти и 14 санирања на состојби после несреќи. На дневен ред во вторник ќе биде и програмата за работа за оваа година на противпожарната единица. Ќе се носи урбанистички план за Петилеп. Цената ќе биде 1 евро за метар квадратен. Со оваа индустријска зона би се намалила невработеноста во општина Могила. Кон крајот на овој месец и почетокот на наредниот, општина Могила е во фаза на донесување на урбанистички план за нова индустријска зона Петилеп, која што ќе се наоѓа помеѓу Битола и Прилеп. Таа зона би привлекувала, лесна незагадувачка индустрија. Фактички, кога се работи за Пелагонија, кога Могила се наоѓа во срцето на Пелагонија, тука би се инвестирале, откупувачко-преработувачки центри за откуп на пченица, на градинарски производи. Могила располага, општина Могила со секакви производи и да се преработуваат, да имаме еден финален производ и нешто да се брендира од тука и да биде препознатливо како бренд нешто општина Могила, дека точно доаѓа од општина Могила. Не да брендираме нешто како она што излезе пиперка тајварот, да има брендот да излезе во Словенија, него точно таквите производи да бидат брендирани и да кажеме дека ова е производ на општина Могила. За сега имало најави за инвеститори, но прво што требало да се направи е урбанистичкиот план за оваа зона, вели Пивковски, и додава дека со самото отварање на зоната ќе се намалел бројот на невработени лица во општина Могила. Да, местото се продава по 1 метро квадрат за 1 евро, но општина Могила комуналните услуги се 5 пати поевтини него во таа зона во Жабе. Значи ние комуналните услуги ќе ги наплаќаме 5 пати поевтино во споредба со зона во Битола. И зошто се гради и зона кога имаме друга зона? Јас би рекол, патувањето е многу тешка работа за одредени лица, да речеме, ако едно лице, еден граѓанин од Трновци патува до Жабени, значи тука се работи за 40 на километри, кога таа зона би била лоцирана точно во општината, би се вработиле ова невработеност, бројката мислам дека ќе ја намалиме и дека ќе се сведи на минимум, ајде да не речеме на државно ниво 28, но во општината Могила да изнесува таа бројка на невработеност 5 до 6%. Освен најавите за центри за откупувачко-преработувачки откуп, градоначалникот со најава и за центар за фотоволтаични панели, кои, како што рече Пивковски, представувале тренд на енергетската ефикасност за нови извори на енергија. Разбуди се со едно поинакво кафе е настан со иницијатива за формирање на локален младински совет се здруженија МКЦ Битола, младински иницијативи за диалог и соработка Биосфера Тугедер Македонија, ИМКА Битола и детскиот правобранител Оливера Михајловска.
Разбуди се со едно поинакво кафе, иницијатива со цел промоција и формирање на локален младински совет и негова работа, анимирање на младите за подигнување на свеста кај нив за младинските прашања. Тука ние се собравме да ги повикаме младите луѓе, младите битолчани, преку кафето кој што символ за Битола, да додека пијат кафе на Широксокак, да разговараат за прашања кои што ги засегаат, односно младински прашања. Во моментов во Битола владее на голема невработеност, но сепак тука сме ние да ги поттикнеме младите дека има место и начин како тие да се вклучат во прашања и во младински политики. Со тоа сакаме да им дадеме до знаење дека во моментов започнува да се формира едно тело, односно се надеваме дека ќе се формира еден локален младински совет кој што понатаму ќе ги застапува младинските прашања, односно ќе застане на страната на младите. Во иницијативата за формирање на локален младински совет се вклучени Младинскиот културен центар Битола, младински иницијативи за дијалог и соработка, Биосфера, Тугедер Македонија, Имка Битола, Детскиот првобранител. Делот од активностите се делење на кафе и пијалоци за освежување. Потоа имаме делење на флаери и промотивни материјали по Широксокак. Исто така имаме нем перформанс кој што ја отсликува баш сликата на младите како тоа само сега ти пијат кафе, а не превземаат ништо, како би се подобрил нивниот живот. Настанот е дел од проектот Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини, финансиран од Европската унија, спроведуван од Младински образовен форум во партнерство со Центарот за меѓукултурен дијалог, кој почна во јануари годинава, ќе трае во наредниве 18 месеци. Така, значи во секој од 12 општини имаме проектот е во неколку фази. Значи првата фаза ни беше битно да креираме младински јадра, каде што тие младински јадра потоа ќе бидат ќе им ги градиме нивните капацитети за да можат тие во иднина да придонесат во своите општини, пример формирајќи младински совети во склоп на општината и потоа креирајќи младински стратегии за понатомошните активности. Промотивните материјали за иницијативата беа поделени на плоштадот Магнолија и низ кафулињата на Широксокак. Еве што ќе гледате во продолжение. Академијата за дочекот на Рамазан во Битола. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Започнува 9-тото издание на Битфест. Интересни гости во антиемисија. Трансформерите доаѓаат во Битола. Пратеничката Роза Топузовска-Каревска вели дека воопшто не е изненадена, туку напротив ја очекувала одлуката за нејзиното разрешување од партиските функции во ЛДП. Милиони и пол електронски здравствени картички веќе им се предадени на осигурениците и се во употреба во Република Македонија. Оваа бројка представува 85% од вкупниот број осигуреници во земјава. Стартува проектот компјутери за социјално ранливите групи со кои сите владени институции, компании и граѓани кои имаат застарени компјутери или компјутерска опрема која не ја користат, ќе можат да ја отстапат бесплатно на овие граѓани. Незапамтено невреме синоќа го погоди српското село Шопиќи во близина на Лазаревац. За само 3 минути торнадо урна покриви на стотина куќи во тоа населено место, јавуваат српските медиуми. Апелациониот суд во Атина го прогласи за виновен лидерот на грчката партија на екологистите Демостенис Вергис. Тој е осуден на 37 години затвор. Австријските истражувачи соопштија дека се уверени дека авионот бил на автопилот кога се урнал.
Паѓаат каматите за субвенционираните кредити од проектот Купи куќа, купи стан. Студентите секој четврток бесплатно ќе гледаат театарски представи, ќе одат на изложби, концерти, балет и ќе се возат со жичарницата до Милениумскиот крс. Пензионерите 2 пати месечно, а младите до 27 години секој трет викенд бесплатно ќе патуваат со воз, додека учениците и студентите ќе плаќаат само половина од билетот. Ова се новите решенија на владата донесени на вчерашната седница, со што се реализираат проектите од владината програма. Донесена е одлука и за бесплатен железнички превоз или попуст на картата за воз за определени категории граѓани, со што ќе се зголеми мобилноста и подобро ќе се искористат железничките средства. Старите лица ќе имаат бесплатен превоз во железничкиот сообраќај секој втор викенд во месецот, што подразбира петок, сабота и недела, а младите до 27 години секој трет викенд во месецот. Студентите и учениците добиваат 50% попуст за железничкиот билет. Патувањето со воз за студентите во четврток ќе биде бесплатно. По повод месецот на Рамазан, битолскиот муфтија денеска најави одржување на академија за дочекот на овај свет месец во исламскиот свет. На 28 јули започнува месецот на Рамазан, месец кој е еден од најголемите месеци во исламскиот календар, месец кој во него содржи се она што другите месеци не содржат, месец кога припадниците на исламот целосно се предаваат на постигнување на една човечност, она за што се истворени. Месец во кого се случиле посебни настани не само за во значење на исламот, него едноставно во значење на целиот свет. Месец кога Мухамед по прв пат ја добил титулата за Божји пратеник, месец во кого е објавен, односно е направена релевацијата на Куран, месец кој содржи историски вредности, значи првата битка на Бедер, месец во кој е ослободена Мека, исто така месец во кој завршува и ревелацијата на Куран. Затоа, уште од минатата година, муфтиството на Исламската верска заедница во Битола, во смисол за дочек на овој месец за припадниците на Исламот во Битола, секоја година ќе организира академија за дочек на месецот на Рамазан. Утре започнува Битфест. Свеченото отварање на фестивалот ќе биде во старата битолска чаршија. Во петок од 21 часот со мултимедијалниот проект Камера, чиј режисер е Сашко Миленковски. Маја Богоевска. Утре започнува 9-то издание на битолското културно лето Битфест, кое се организира во соработка со културните институции и граѓанските здруженија од општината под покровителство на градоначалникот. Оваа година има 270 настани од областа на ликовната уметност, литературата, класичната музика, етно, поп, рок, амбиентална музика, театари, филмски проекции, детска програма, фестивали и многу други содржини. Битфест ја започна својата програма преку фестивалите Солстис и Битола отворен град, а дел од овогодинешното издание ќе бидат и фестивалите, второто издание на Шекспир фестивалот, Акто и Линденски денови, Локумфест, Смотра, Бузфест, Кафе Кабана на Широксука, како и детските фестивали Битолино, Тралала, Сидо и многу други. Од година во година, интересот на учесниците на Битфест се зголемува. Оваа година имавме 320 апликации. Значи 320 апликации од сите сегменти, значи да не набројав, значи музика, театар, музејска дејност, сликарство и така натаму. И ние се одлучивме да поддржиме наслови 165.
Значи се работи за 165 наслови, а вкупен број на настани кои што произлегуваат од овие наслови се 270. Минатата година, сеќавате, имавме рекордна бројка од 241 настан. Оваа година бевме со идеја да селектираме и да ја намалиме таа бројка, затоа што ценевме дека е навистина многу голема. Меѓутоа, понудите беа многу интересни, селекцијата е направена и бројката се зголеми. Значи сега имаме 270 настани на Битфест. Свеченото отворање на фестивалот ќе биде во старата битолска џаршија во петок од 21 часот со мултимедијалниот проект Камера, чиј режисер е Сашо Миленковски. Ги користиме браќата Манаки како медиум да истражуваме токму односот на илузија и реалност во филмската уметност. Нас во овој проект не интересираат очите на кинематографот. Како диферира стварноста од како ќе ја снимиме, од како ќе ја заробиме на лента. Во овој истражување почнавме да, гледајќи ги филмовите на Манаки, да се обидеме да претпоставиме звукот од тие филмови. Како звучала Битола во тој период? Какви мириси имала? Како изгледа чаршијата? И да видиме како овој одблесок што го добивме преку филмовите на Манаки всушност рефлектираме на стварност познание. Помеѓу поголемите настани на 9-тото издание на Битфест се вбројуваат и концертите на Фрајле, Кирил Ѓајковски, Владко Стефановски, Каролина Гочева, Владо Јаневски, Харундо од Италија, современ џез со Оливер Јосифовски, Александар Секуловски, Сашо Поповски и познатиот џез музичар од САД Дејв Вилсон, потоа рок симфонијата на Битолскиот камерен оркестар со повеќе познати македонски изведувачи, премиера на уште еден нов проект на Битолската опера насловен како Опера Хаус, јапонски танци кои доаѓаат од Кумагаја, Јапонија, пианистката од Турција Сила Илаја Согулари. И оваа година за изведување на настаните ќе се користат над 30 отворени и затворени сцени во општина Битола. Еве што донесува светот. Прво свечености, потоа капги на самитот на Европската Унија. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како факултет ќе одберете за вашето академско образование? Обштествени науки, медицински, технички, уметнички? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Украинскиот председател Петро Порошенко ја повика Русија да го поддржи мировниот план со дела, а не со зборови. Говорејќи во парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург, тој порача дека Москва не прави доволно. Американскиот државен секретар Џон Кери претходно изјави дека Русија мора да докаже дека работи на поддршка на примирието меѓу Киев и проруските сепаратисти во источна Украина. Германската канцеларка Ангела Меркел од самитот на Европската Унија утре очекува одлука околу идните постапки во кризата околу Украина. Германската канцеларка Ангела Меркел на средбата на лидерите на конзервативната Европска народна партија во белгискиот град Кортрик денеска во врска со Украина рече: напредокот досега не е толку голем колку што посакувам со оглед на прекинот на огнот од речиси 7 дена. На самитот на Европската Унија за кризата во Украина ќе се дискутира откако за тоа пред лидерите на Унијата ќе зборува председателот на таа земја Петро Порошенко. Германската канцеларка денеска водеше телефонски разговор со рускиот председател Владимир Путин во врска со можно продолжување на прекинот на огнот во Украина. Двајцата разговарале каков конкретен напредок може да се забележи за да се овозможи продолжување на примирието, соопшти германската влада. Председателот на полската влада Доналд Туск побара во средата од парламентот да организира гласање за доверба по аферата на незаконско прислушување, пошто уследија барања за оставка на владата на десниот центар. Барам од председателката на парламентот да организира гласање за доверба во најкраток рок, изјави Туск пред пратениците. Без тоа нема да бидам делотворен. Владата нема да може да ја расветли аферата за прислушување на делотворен и сигурен начин, ниту да внимава на интересите на државата, додава Туск. Гласањето би требало да се одржи во среда навечер. Владеачката коалиција поседува 235 од 460 места во парламентот. На владата ја е потребно просто мнозинство за да ја добие довербата.
Самит на две локации. Европската унија во Ипер им оддава почит на жртвите од Првата светска војна. Вториот ден во Брисел работниот дел ќе биде во знакот на утврдување на персоналните решенија по европските избори. Првиот дел од Европската унија, самитот, председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпој намерно го премести во Ипер, северниот дел од Белгија. 28 шефови на држави или влади денеска таму се потсетуваат на почетокот на Првата светска војна пред 10 години. Ипер од 1914 до 1918 година беше арена на војна меѓу германските напаѓачи и главно британските одбранбени војници. Малиот град беше речиси целосно уништен и по војната повторно изграден. Во него денес се наоѓа музеј посветен на фландриските боишта, а исто така има и бројни воени гробишта. Спорните персонални решенија според желбата на учесниците на Европската унија самитот ќе бидат отворени кога средбата ќе продолжи во Брисел. Тогаш ќе летаат искри, прогнозираат европски дипломати, зошто британскиот премиер Дејвид Камерон сака да изнуди јавно гласање за изборот на председател на Европската комисија. Тоа во кругот на европското раководство е новина. Камерон не го прифаќа победникот на европските избори, конзервативецот Жан-Клод Јункер, како нов шеф на Европската комисија. Врвниот кандидат на најсилната пратеничка група во Европскиот парламент нема автоматски право на врвната функција во Европската унија, аргументира Камерон веќе со недели. Околу 630.000 либијци денеска гласаа на парламентарните избори во земјата, соопштија светските агенции, цитирајќи ја Врховната изборна комисија. Либијци денеска гласаа на парламентарните избори во земјата, соопштија светските агенции, цитирајќи ја Врховната изборна комисија. Изборите беа одбележани со насилство, главно во Бенгази, каде тројца војници беа убиени при судир со исламистичка група, посочуваат француските медиуми. Непознати лица со качулки на главите и облечени во воени униформи упаднале во домот на локална адвокатка и активистка во Бенгази и ја убиле со огнено оружје, посочи припадник на безбедносната служба кој посакал анонимност. Жртвата е либерална феминистка која во 2011 година активно учествувала во револуцијата, што доведе до падот на режимот на Моамер Гадафи и подосна била вице-председател на Комитетот за подготовка на националниот диалог во Либија. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тера телевизија.